Сега се наоѓаме пред објектот кој што е почнат и веќе е во поодмината градба, кој што се реализира со проектот Заштита на Преспанското езеро, финансиран од страна на Швајцарската агенција за економски развој, која го поддржува проектот со вредност од 5 милиони евра за повеќе намени, меѓу кои е изградбата на компостара, која треба да го претвара органскиот тип на отпад од јаболката кои што гнијат и останатиот органски отпад од општина Ресен и околните населени места во компост кој понатаму ќе може како таков да се употребува во форма на ѓубриво. Ова е еден собревен пристап во кој што Швајцарија е земјата од Европа која предњачи во ваквите проекти и ние очекуваме дека оваа состојба на депонијата во Ресен ќе биде надмината и дека идниот градоначалник многу повеќе ќе се занимава со проблематиката на животната средина, оваа подрачје ќе се уреди, ќе се загради, зашто ние од Министерството за животна средина даваме максимална поддршка во реализација на сите нивни проекти, а токму овој дел од проектот го сметаме за исклучително важен и значаен за општина Ресен и за граѓаните на општина Ресен. Со огромно задоволство можам да констатирам дека владата на Република Македонија прави исклучителни напори во насока на подпомагање и поддржување на многуте проекти кои што се планирани и кои што треба да се реализираат во наредниот 4-годишен период. Еден од таквите напори, еден од таквите проекти кои што допрва треба да се дореализираат, односно да се довршат, е проектот Компостара, кој, како што кажа и госпоѓата Лепиткова, треба да ги претвора сите оние отпадни материи кои што се спуштаат тука на депонијата во Ресен, како и отпадокот од јаболката, односно оној отпад од јаболковото производство кој што постојано се фрла на депониите и на дивите депонии, треба да го претвора во органско ѓубриво, кој што понатаму ќе се употребува во нормални околности, во нормални цели.